Тук сме на Стара Кресна. Е там дека са се събрали. Ай тихо, снимам ги. Снимам ги тихо, а тук е това от ключ. А тук има един от ключ. Тихо, ще го изпратим след. Здраво, Жил. Кажи здраво на тихо. Тихо. Тихо, здраво. Добър. Поздрав. Поздрав. Айде съберете се по-близо. Няма как се получи. Я и омбашиите са тук. Омбашиите. Ето от Дреново е то. Да. Да, Дреновлиския. От Дреновлет. Ай, чао тихо. Ай. Е, така, тук ще застане, да не се вижда. Чакай малко. Така, събрахме ли се? Ако може малко по-близо, за да не трябва да викам, да се слуша по-добре. Събрахме се от... Внимание малко. Събрахме се отново да отбележиме Македония, което само себе си официално се е нарекло Македонско въстание. Това е несъмнен факт. И сега сме тук пред паметника на човека, който е бил начело на генералния щаб на това македонско въстание. Мръдни малко така. Стойко. Малко така. Малко така. Там да излезе и това, бе. Да излезе паметника, бе. Кой е този човек, сме говорили много пъти. Това е човек, който има много дела зад гърба си, но да кажем най-важното преди самото това въстание, той е организирал и е дигнал Разловечкото въстание, което за пръв път на своето знаме изтъква името Македония. Смърт или свобода за Македония. Това е 1876 година, 2 години по-късно той е тук в тия планини и е начело на генералния щаб на Македонското въстание. Това въстание, за което английския консул пише, че въстаниците са отишли при владиката на Мелник, сами себе си са нарекли македонци и са казали, че се борят за свободата на своята Македония. Това въстание си е поставило за цел освобождаване на Македония. Това въстание, в него са участвали хора като Георги Пулевски, автора на първия речник на македонски език, автора на първата македонска граматика и на първата македонска история. Това е което е по-край самото въстание, защото не е било само въстанието и хората в него, които са си поставили тия цели, но и населението въобще. Именно писмо от малешевци по същото време на въстанието, които пишат на английския консул, който се е намирал точно тогава в Горна Джумея. И те му пишат на 24 ноември 1878 година. И започват с това. Слухът за пристигането в Джумая на ваше високо превъзходителство даде добри надежди и на нас, македонците, жители на окръжието Малешево. И те продължават да описват своите мъки надолу, описват Разловечкото въстание, в което са участвали, планетата след него и продължават. Останалите тогава неизколени преди един месец новото сегашно въстание нападнаха турските войски и башибозуци. Гледаме директната връзка между едното въстание и другото. Това е начало на една борба за Македония, борба, която продължава повече от век. По-надолу те казват, ваше високо... Било нов бунт
на македонскиот народ против неправдите и вековното робство. Берлинскиот конгрес завршил истата 1878 година и тој предвидувал големи отстапки во корист на автономноста на Македонија. Откако големата порта не покажала намера за почитување на овие одлуки, револуционерниот дух на народот уште повеќе се разгорел. Разликата меѓу Разловечкото и Кресненското востание било евидентна при самите подготовки. Тие биле многу помасовни и во нив се вклучиле видни македонски дејци. Дополнително голема улога. Ајде снимаме издолу, иде Ристо Македонецо. Вејба е со македонското знаме. На Тихомир. Да. Ето. Ајде, живее Македонија! Така. Тука одиме кај црквата са. А? Сигурно таму горе се като... Ајде снимаме и Бајлија. Одиме тука. Уштава. Македонија. Тихо, живе Македонија. Ајде, поздрав. Македонија, Македонија, Македонија. Се согрешенија, слава Отцу и Сину и Светому Духу, трисијателно единаго Божество, благочестно по Европи уште, святе си Отче безначални, со безначални Сине и Божествени Душен, просвети нас верою од Тебе служащи, Господи помилуј, заштото Ти си воскресен, животот и покојот на починалите Твои раби, загинали в крестското въстание, за свободата на Македонија, Христе Боже наш, за на Тебе отправяме славата с безначалниот Твој Отец, пресветија благ и животворящ Твој Дух сега и винаги, и во веки векот. Амин. Покој спасе наш, справедни Твои, и денџене с болезен, ни печал, ни воздихание, но жизнь бесконечная, надгробно ридание. Слава Ти, Господе Исусе Христе! Се одбележа 147 години од Македонско-крестенското востание. На 26. октомври 2025 година Исусова, Димитровден по православниот календар, покрај празникот и лошото време, македонците од сите краишта на Пиринска Македонија, од Софија, како и гости од Република Македонија, ја одбележаа традиционално годишнината на Македонското крестенско востание. Празненството започна во градот Кресна пред споменикот на Димитар Поп Ѓорѓев Беровски. Слово за херојот, водач на востанието, произнесе председателот на Омоилинден Стојко Стојков. Со полагање на венци и цвеќа, со минута молчење, беше оддаден почит на херојот и на сите загинати во востанието за слободата на Македонија. Беше направена и снимка. Вториот дел се спроведе во село Стара Кресна, каде започна востанието. На плоштадот пред паметникот
дума даде за востанието председателот на ОМО Илинден Кирил Тилев. Беа положени венци и цвекиња, со минута молчење и паѓање на колена беше почетната почит на востаниците. Третиот дел продолжи во селото Ошава, поради празникот свештеникот и панахидата малку задоцнија. Учесниците отпразнуваа празник под стреите на црквата со македонски патриотски песни и со многу радост. Откако пристигна свештеникот, беше направена панихида за загинатите во Кресненското востание за слободата на Македонија. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што македонците од Пиринска Македонија ми ги испраќаат овие снимки, бидејќи мене како на професор, интелектуалец, доктор на науки ми е забранет влез во Бугарија, бидејќи им предложив на бугарските политичари и на председателот Радев да ги признае македонците, да ги отвориме границите, да живееме како христијани и пријатели. Нели сте иста вера, а не се љубите меѓу себе? Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, дојди во Пиринска Македонија и помогни ни, дојди во Егејска Македонија и помогни ни, дојди во Јонска Македонија, дојди на целиот македонски полуостров, да не преплави Твојата љубов, да сте живи, здрави и благословени македонци, силата и љубовта Исусова со сите нас. Амин. Кажеме доста за омразата. Луѓе, отворете ги срцата. Браќа бугари, отворете ги срцата. Бугарски политичари, признајте ги македонците. Не зависи од човек дали има македонци или не. Не зависи од мене дали Стојко Стојков постои или не. Тој суштествува зашто Бог го создал. Македонецот го создал Бог, го запишал во Библијата. Ние доаѓаме како миротворци да се отворат границите. Треба само да се каже има македонци, да сопре овој прогон, да сопре ова безбожништво, зашто ако не го љубиш братот свој, ти целиот народ го носиш во проклетство, ти живееш во омраза, ти не си син Божи, ти си син сатански и нема да биде добро ни за Пиринска Македонија, ни за Бугарија, ни за Егејска Македонија, ни за Грција, ни за Албанија. Да мразиш, да убиваш, да поништуваш луѓе, тоа е примитивно. Македонскиот дух се гледа, толку крв е пролеана, гинати се луѓе, овде е внуката на Антон Попов, како се убиени тие луѓе, а денеска се слават. Браќа бугарски политичари, отворете ги срцата, признајте ги македонците, толку треба, ние сме еден народ, се љубиме. Јас не забранувам и не велам нема бугари. Нека има кој се чувствува бугарин да биде бугарин. Пуштете ги македонците, народ на Исус Христос, да бидат македонци. Дела 16:9. Апостол Павле, ноќеска соннов еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение апостол Павле вели на македонецот: ние веднаш тргнавме за Македонија да го шириме светот Евангелие. Затоа сум во Македонија. Ова е Пиринска Македонија. Денеска е дел на Бугарија, но ти не можеш ништо да земеш. Бог што составил човек да не разделува. Немаш право, никој нема право да ги дели македонците. Ние сме браќа и сестри, сакаме да пееме, да се радуваме, да покажеме како се победува со љубовта. Татко, во името Исусово излеја Твојата сила врз овие души македонски да ги чуваш, да останат во Твојата љубов. Се молиме за бугарските политичари да се покајат, да ги признаат македонците, за грчките политичари, за сите други што ги негираат македонците. Македонец е име дадено од Исус Христос, не може да се избрише. Од земјата до небесата, во љубовта Исусова, Македонија ќе остане, додека еден македонец во името Исусово победува. Македонија е сад да се шири Евангелието, не е сад за омраза. Ете затоа доаѓам овде. Ти благодарам, татко,
што не штитиш, не чуваш и ни даваш да победиме со љубовта. Македонија на македонците, мир и љубов со Бугарија, Грција, Албанија и сите народи создадени од Таткото Небесен. Амин. Амин. Македонија вечна.